Денеска имаме убав повод, а тоа е да го презентираме отчетот за работата на Општината Бутел во периодот 2013-2017 година. Најнапред би сакал да истакнам дека од самата насловна страница може да се донесе еден убав заклучок како новата Општина Бутел, значи сликовито, како новата Општина Бутел го поминала својот развој за сите овие 12 години. Символично и илустративно камен темелникот кој што е поставен пред 12 години и секако патот по кој го минуваме овие 12 години ги покажуваат на самата насловна страница крупните капитални дела кои ќе останат да ги користат граѓаните на Општина Бутел. Почитувани граѓани, денес имам задоволство да го презентирам сработеното во изминатите 4 години, односно пред вас да го презентирам отчетот за реализираните проекти и дела во Општината Бутел во периодот 2013-2017 година. Општината Бутел веќе има традиција на интензивна, континуирана и транспарентна комуникација со вас, почитувани граѓани. Колку од ветеното е исполнето, ќе презентирам и денеска како моја обврска и задоволство, затоа што вие, почитувани граѓани, сте клучните чинители на Општината Бутел. Општината Бутел, како најмала општина во рамките на градот Скопје, би рекол една од посиромашните во Република Македонија, во изминатите 4 години, без проектите кои се реализират последниот месец, има реализирано над 230 проекти. Во програмата, која што ја презентираме пред 4 години, бројот на она што требаше да го сработиме изнесуваше негдека околу 70 проекти, а сме реализирале над 230 проекти. Дали во програмата сите проекти кои што беа предвидени сме ги реализиране? Мислам дека од значајните проекти ни остана еден проект кој што сметав дека ќе биде веќе во фаза на реализација, а тоа е проектот за изградба на основното училиште во Визбегово, кој што, еве јавно кажувам, за жал мислиме дека веќе ќе беше во една поодмината фаза на реализација, меѓутоа поради сето она што се случуваше последните 2 години, мислам дека тој проект ете вака ќе ни остане нереализиран. Голем дел од нив се ваши идеи и барања, почитувани граѓани, но сепак најважно е што директно или индиректно бенефит од нив ќе имаат граѓаните на Општина Бутел. Изградиме 40 улици со површина од 32.964 метри квадратни во вредност од 45.128.566 динари. Во овие улици не спаѓа улицата 5 која што сега веќе се гради и чија што површина изнесува околу 12.430 метри квадратни. Во оваа улица не спаѓа и улицата која што се гради во населеното место село Љуботен, не е влезена и квадратурата на улицата во населеното место Љубанци, не е влезена и квадратурата на улицата Душко Поповиќ во населеното место Бутел. Изградиме над 12 километри фекална и атмосферска канализација како дел од 29 канализациони мрежи во вредност од околу 43.391.010 денари. Исто така, во ова не спаѓа работата која што е сега во тек на завршување на последната фаза од фекалната канализација во населеното место Љубанце. Исто така, тука не е влезена и фекалната канализација за која имаме издвоени средства во населеното место Љуботен. Во овој отчет, кој ќе стигне до секој ваш дом, детално ќе видите и за десетиците километри поставено ново улично осветлување, за донесените дупови, за двете нови индустријски зони, зоната Расадник и зоната Љуботенски пат, која што сметам дека представуваат многу важна алка, многу важна основа за понатамошниот развој на Општината Бутел. Иако со недоварба велеа дека тоа нема да се оствари, еве на големо задоволство, почитувани граѓани на Општина Бутел, веќе првите индустријски капацитети ќе започнат многу брзо со работа, а веќе 5 нови индустријски капацитети
имаат извадено веќе во фаза на нова барање за дозвола за градба, и со тоа мислам дека индустријската зона Визбегово, заедно со двете нови индустријски зони, Расадник и Љуботински пат, ќе представуваат идниот просперитет и развој на општината Бутел, и мислам дека интересот од она што досега го имаме ни дава за право да мислиме дека на вистина сме ја погодиле намената на просторот во овие индустријски зони, затоа што се наоѓаат непосредно за околу заобиколницата, се наоѓаат во многу близина до центарот на градот Скопје, и сето тоа представува добра основа. Меѓутоа, поврзаноста на овие индустријски зони со новите сообраќајници, како што е изградбата на улицата на булеварот Словенија, а сега во фаза изградбата на булеварот Христијан Тодоровски Карпуш, само ќе представуваат додатни аргументи за развојот на овие индустријски зони, а со самото тоа за развој економски на општината Бутел. Јас сум сигурен во тоа, а мислам дека и граѓаните веќе се убедени дека овие индустријски зони ќе представуваат носители на севкупниот економски развој на општината Бутел. Во ова пригода би сакал да ги избавам и поголемите реализирани проекти, како што се изградбата на новото училиште Живко Брајковски, новата градинка во населбата Радишани, новата спортска сала во село Љубанци, двете повеќе наменски спортски игралишта во Бутел 1 до основното училиште Климент Охридски, во Бутел 2, како и 10 забавни игралишта на територијата на општина Бутел. Она што сакам и она што го ветиме пред 4 години, денеска можеме навистина да бидеме горди и поносни, затоа што тоа ветување кое представува иднина на општината Бутел, грижата за младите, ја поставиме на пиедесталот како приоритет што требаше да се направи на територијата на општина Бутел, на територијата на општина Бутел во делот на воспитно-образовниот процес. Темелно се реконструирани сите 6 училишта на општина Бутел, почнувајќи од нова фасада, енергетски ефикасна, нови прозори, нови врати, поставување на ново осветлување во самите училишта, реконструкција на физкултурните сали. Меѓутоа, ова година веќе навлегуваме и повеќе, така да и нова опрема во училиштата. Набавени се над 1500 столчиња, набавени се негде околу 600 клупи, шкафови, се она што е потребно за нормално одвивање на воспитно-образовниот процес во училиштата на територијата на општина Бутел. Темелно се реконструирани двете детски градинки во Бутел 2 и во Скопје Север. Иако не беше планирано поради природната катастрофа, како локална самоуправа, брзо реагираме и не дозволиме ниту еден ден, ниту во градинките, ниту во училиштата, децата поради настанатата природна катастрофа, земјотресот, да бидат одсутни од настава, затоа што ги реконструираме сите оние училишта, како што беше Панајот Гиновски, како што беше градинката во Скопје Север, за да можат да се одвива наставата за учениците во тие градинки. Изграден е плоштад во населбата Радишане со мини фонтана и забавни детски содржини и други проекти реализирани со дененоќно и макотрпно работење во изминатите 4 години. Почитувани мои сограѓани, заедно со вас и вербата во максимата дека секогаш може подобро и повеќе, ја градевме општината Бутел, раскажувајќи ја нејзината убава и успешна приказна во изминатите 4, односно 12 години. Бевме и сме уверени дека работата која носи подобро секогаш е предуслов за зголемување на квалитетот на живење на секој наш граѓанин. Ја развиваме нашата општина Бутел согласно демократските принципи, независно од етничка, верска и политичка припадност на нашите граѓани. Со заеднички сили и понатаму ќе ја градиме општината Бутел, која е веќе поставена на здрави темели, со јасно трасиран пат за понатамошен развој, напредок и просперитет. Се надевам дека најтешкиот дел од патот е изоден, останува далеку полесниот, за да ја постигнеме целта, а целта е како од општината Бутел да направиме едно привлечно, пристојно и
достојно место за живење на сите граѓани на општина Бутел. Ви благодарам.